Детето со ѕвезда на челото. Еднаш, многу одамна, шетајќи по царството, царскиот син сретнал 3 сестри. Првата сестра му рекла дека ако царскиот син ја одбере неа за жена, ќе му замеси погача без брашно, цело царство да јаде и никогаш да не се потроши. Втората сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе искае платно цело царство да го облече и пак да остане од него. Третата сестра му рекла дека ако ја одбере неа за жена, ќе му роди син со ѕвезда на челото. Царскиот син ја одбрал третата сестра. Двете љубоморни сестри смислиле многу лош план. Кога се родило детето со ѕвезда на челото, го селе и го однеле во блиската шума. За среќа во шумата го нашла една срна. Таа го зела со себе и го доела цели 6 години. Еден ден, додека детето си играло покрај езерото, дошол некој човек качен на гемија. Детето, бидејќи не растело со луѓе, не го знаело човечкиот јазик. Добриот човек го повел со себе и го однел во својот дом. Почнал да го учи да зборува, го носел на училиште. Детето со ѕвезда на челото станало добро и учено момче. Се расчуло во царството дека има момче со ѕвезда на челото. Царот, присетувајќи се на ветувањето од својата жена, посакал да го види момчето. Кога дошло момчето, царот го прашал: "Кои се твоите родители?" "Татко ми е овој добар човек, а мајка ми е срната што ме доеше," му одговорило момчето. Тогаш царот го однел момчето во темната соба каде што била неговата вистинска мајка. Таа веднаш го препознала. Силно го прегрнала својот син за кого знаела дека еден ден ќе се врати. Побарала од царот да не ги казнува сестрите. Нивната најголема казна ќе биде срамот што ќе го носат до крајот на животот, му рекла таа. Доколку сакате да ја прочитате оваа книга, можете да ја набавите во Детска радост.